на пламените стихии кои што гореа изминатиот период стојат пред се луѓе со големо срце и храброст. Доброволните пожарникари во државава не добиваат плата, потребна им е само опрема за да можат професионално и безбедно да ја вршат работата, која што последниот период ја добиваат од донации. Како можеме ние да помогнеме во целата оваа приказна? Одговор добиваме благодарение на граѓанското здружение Конект и донаторскиот фонд кој што го организираат под мотото "Донирам за хероите кои спасуваат животи". Двајца соговорници на оваа тема. Еден од нив долги години го гледавте овде во студиото 3 на Македонската телевизија, ве водеше низ содржините прв пат во улога на гостин, соговорник Никола Трајковски. Добро утро, Никола, и многу ми е драго што тет после долги години сме овде. Јас и ти повторно во МТВ. Добро утро, Кристина, поздрав до тебе, до целата екипа која го реализира денешното издание на Македонија наутро и секако до гледачите на утринската програма. Задоволство ми е и мене што овој пат од една поинаква улога ќе имам можност да поминам едно утро со вас. Заедно со тебе и еден од хероите кој што изминатиот период е постојано на терен, кој што сум сигурна дека е исцрпен и дотолку повеќе благодарна што ни е дел од утринската програма да го сподели искуството. Господинот Кирил Михајлов, пожарникар доброволец во доброволното противпожарно друштво Свети Николе. Ајде така ќе добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро на вас, на целата екипа и на сите ваши гледачи. Посебна чест и задоволство ние да бидеме дел од ваша прекрасна емисија. Задоволството е наше, верувајте, бидејќи многу слушавме за вас, многу се зборуваше за пожарите, секоја сезона е поекстремна и не ве поштедува, пак ќе го споделите и искуството од терен, но Никола, ајде некако така да ги вовидеме и гледачите, ќе започнеме со она што го организира Конект. 17 години работите на промовирање и поттикнување на приватното донирање, овој пат во фокусот ви се пожарникарите. Да, како што спомена Кристина, повеќе од 17 години Конект конкретно работи на поттикнување на општествената одговорност кај компаниите, од друга страна приватното донирање кај граѓаните и всушност Конект им помага на граѓаните во делот на филантропијата да го насочат своето влијание и всушност да се вклучат во она што го нарекуваме ние паметно донирање. Она што е важно е дека секој денар на граѓаните, секоја донација без разлика на низината големина е важна и всушност во континуитет покажуваме преку нашите активности дека дури и малите донации може да направат големи промени во заедниците. Еден од механизмите преку кои што го правиме тоа и на правилен начин ги канализираме донациите на граѓаните и компаниите е токму донаторскиот фонд кој што го спомена и во самата најава. Во нашиот донаторски фонд ги издружуваме всушност донациите од компаниите, но и од граѓаните и ги насочуваме токму кон непрофитни организации од доверба, особено кои што работат во делот на одржливиот промовирање на одржливиот развој во нашата земја. И во неколку конкретни области, тука станува збор за квалитетно образование, достоинствена работа и одржлив раст, добро здравје и благосостојба и искоренување на сиромаштијата. Самата постапка, самата процедура опфаќа по собирање на потребната сума, Конект подпишува договори со самите организации, го доделуваме грантот и она што е најважно, активно го следиме влијанието на донациите. И можеби она што е и уште поважно, редовно ги информираме сите донатори за влијанието кое што го прават нивните донации. Во случај на итни потреби, како што се случи и овој пат, отвараме конкретни кампањи преку посебните линии на донаторскиот фонд. Се сеќавате пред неколку месеци ја отворивме секако и кампањата за поддршка на нашите засегнати со граѓани од трагедијата во Кочани. Од тука можам да споменам дека на последниот донаторски кружок доделивме грант во висина од 300.300 динари на Фондацијата за развој на локална заедница од Штип, токму за работа со младите и таму тековно се спроведуваат конкретни активности. Соработката со пожарникарите доброволци трае во континуитет. Тие беа дел од кампањата Денови за донирање минатата година. Една од линиите на фондот беше наменета токму за заштита на пожарите и ова е некој логичен след на самите активности и соработката со нив. И токму затоа ја отворивме оваа кампања преку донаторскиот фонд насловена "Доброволните пожарникари спасуваат животи, нивниот е во ризик, донирај за опрема за нив". Секторов има многу долга традиција, доброволниот противпожарен сектор кај нас и навистина е жално што се соочува со одредени предизвици. Она што треба да го кажеме дека оваа кампања е секако доброволна кампања, ние немаме конкретен извор на финансирање, но важно е заеднички да ја
прошириме пораката која што носи самата компанија. Токму затоа сите граѓани, сите компании, сите оние кои што сакаат да се вклучат во истата, се повеќе од добре дојдени. Се надевам дека низ приказната ваша, Кирилеви, наредниве минути и предизвиците со кои што се соочуваат директно на терен, ќе ги поттикнеме и граѓаните и општествено одговорните компании да се вклучат во целата оваа приказна, но морам да ве прашам прво од каде и како вие влеговте во приказната со пожарникарството? Тоа е прекрасно прашање. Тоа е љубов, тоа е порив, тоа е енергија која се роди во раното детство мое, како и на сите наши членови, и на сите впрочем доброволци во целата држава. Таа љубов која ќе ја чуеш сирената, кога ќе ги видиш ротациите како вртат, кога ќе ги видиш луѓето облечени во униформа, во она интервентна. Тој порив, таа љубов, тој ентузијазам не влечи до ден денес. Сите си имаме своји професии, своји лични занимања, интереси и така натаму, но ова е нешто што е повисоко од се. Ова не се доловува едноставно со зборови. Ова треба да се осети, впрочем, на терен. И јас верувам дека граѓаните во вашиот поглед и во начинот на кој што говорите за пожарникарството ќе забележат во моментов секоја чест за ентузијазмот. Вие сте старишина на доброволното противпожарно друштво Свети Никола. Колку време постои истото и колку доброволни противпожарни друштва имаме на ниво на држава? Нашето доброволно друштво е формирано пред 90 години. Значи ова година славиме 90 години. Јубилеј, во април месец сме благодариме. Инаку во државата активни се 20 друштва, од кои 10 имаат противпожарна опрема и луѓе кои излегуваат на терен. За жал, другите се пасивни од тие објективни причини што секојдневно ги се судираме и знаеме, дека недостасуваат средства, недостасува сенс од државните институции, од локалните самоуправи, од бизнис заедницата, за да можеме да ги активираме сите и да го дадат максималниот придонес во борбата, во справувањето со сите елементарни непогоди. Пожарите, поплавите, земјотресите и така натаму. Вообичаено кога станува збор за луѓе, не сакам да говорам низ бројки, но морам да ја споменам оваа во контекст на тоа колкав е вашиот придонес изминатиот период. Околу 300 доброволни пожарникари изминатиот период се на првата линија на фронтот. Затоа и сакам да прашам, како изгледа еден ден на доброволец пожарникар? Какви се предизвиците на терен? Што се видовте, што се доживеавте, каде се интервениравте на терен? Интервениравме буквално на целата територија на нашава прекрасна Македонија. Локално исто така, секое доброволно друштво пред се и над се е активирано од самата локална самоуправа, пошто не сме влезени се уште во тој генерален механизам на бројот 112 што е, и затоа на повик од професионалниот сектор или на повик од градоначалникот излегуваме на терен или од државните институции, како што е Дирекција за заштита и спасување, кога има поголеми инциденти. Инаку, сите 300 пожарникари даваат силен придонес во справувањето. Изминативе години сме сведоци на се старовотните пожари, претежно од шумски пожари на отворен простор. Така да нашиве единици даваат максимум, заедно со територијалните противпожарни единици даваме и сите други активно што се вклучени во гасењето на пожарите, шумското стопанство, националните шуми на Македонија и сите, како да кажам, луѓе што имаат сенс за да се помогне во тие ситуации, макар и логистички. Апсолутно, да. Пред малку имавме директно линковско вклучување Дирекцијата за заштита и спасување, каде што завршија и обуките на оние 364 пожарникари кои што се пријавија на владиниот оглас и тие поминаа ни соодветна обука. Како вие го и каде го стекнувавте знаењето кое што е неопходно за да може да излезете и подготвени и професионални на терен? Апсолутно. Благодарам за прашањето. Ние нашиве обуки ги добиваме претежно од донатори од Велика Британија. Обуките конкретно што се за урбани пожари, за земјотреси, за сообраќајни несреќи, добиваме од нив. Додека обуката за шумски пожари, дел од нашиот тим е член на единиците на Дирекцијата по Дирекцијата за заштита и спасување, кои беа на обуки, специјалистички обуки за гасење на шумски пожари во Словенија. Исто така, во нашево друштво, како и во другите друштва, има луѓе кои имаат стекнато дури и сертификати за инструктори и они го пренесуваат
интерно на нашиве членови своето знаење. Значи секое друштво си има отприлike по еден или двајца луѓе што имаат некоја специализирана обука која понатаму ја прогресираат до сите. Сега и ние граѓаните и компаниите ќе може да се вклучат во целата оваа приказна со донации. Следното прашање е за двајцата. Прво, Кирил, да ни кажете вие што ви недостасува во моментов, што е најнеопходно, а од друга страна Никола, колку пари треба да се соберат за да иде што треба да се набави што е потребно. Ајде. На нас скоро се ни недостасува. За жал. Но ќе бидам конкретен, пошто шумските пожари, како што споменав и како што споменавте, во минативе години направија таков момент за да видиме дека не располагаме со соодветни капацитети за опремување, пред се за лично заштитна опрема и за оние приречни средства што ни требаат за справување за шумските пожари. Да не зборуваме за теренски возила, да не зборуваме за тоа, пошто нашава професија е една од најскапите за жал и стварно треба да се најпотребните. И најпотребните од безбедносен аспект, и затоа апелираме и до сите државни институции, и до бизнис заедницата, малку поголем акцент да стават на противпожарниот сектор во глобала. Претежно на доброволни. Така, треба се, Никола. Колку е ова во пари? Да се надоврзам на она што го каже и Кирил, она што е првично идентификувана потреба во рамки на кампањата, што произлезе како информација нели од самите доброволни противпожарни друштва, е некоја сума од околу 300.000 денари и ова ќе споменаме дека само е неопходниот минимум да се обезбеди заштитна опрема, интервентна опрема за самите пожарникари и тоа во принцип за околу 25 доброволни пожарникари, што значи потребите се многу поголеми, но еве стартуваме од оваа сума. Како може да донираме? Кој е принципот? Постојат повеќе начини на кои што граѓаните и компаниите може секако да се вклучат во самата кампања и да ја поддржат. Секој ангажман, како што споменав, без разлика дали тоа ќе биде некако вид на волонтерство, некаква форма на труд, промовирање на самата кампања, споделување на социјалните мрежи е важен за да може гласот за оваа кампања да допре до што поголем број на граѓани. Без разлика на тоа дали граѓаните, на пример, ќе можат и самите да се организираат, да си постават сопствена кутија за донации во својот влез, во својата зграда, во своето мало, сето тоа придонесува кон успех на оваа кампања. Од друга страна, можам да најавам дека наскоро во поголемиот дел од маркетите во главниот град ќе бидат поставени кутии за донации, преку кои што граѓаните ќе можат на најнепосреден, најдиректен начин да донираат конкретно за оваа кампања. Особено се важни овие донации за пожарникарите волонтери, луѓе кои што нели оставаат своја семејство, своја работа, тргнуваат на терен, минуваат по 12 до 15 часа без престан таму и секако многу често и без, за жал, како што споменавме, без соодветна заштита и опрема. Да не го заборавам и телефонскиот број кој што гледачите имаа можност да го видат на Кајрон, 143-333, со секој повик донираат по 100 денари, тоа е постојано отворен, а за оние кои што секако им е поблиска интернет платформите им се поблиски, тука е платформата ОПОП, влегуваат на самата почетна страна, ја наоѓаат самата кампања за пожарникарите доброволци и преку еден клик може да донираат конкретно за истата. Ако се сеќаваш пред бројни години кога зборувавме за одредени донации за граѓаните и телефонски броеви, велевме заменете го кафето со една донација, веќе ни едно кафе ни чини 100 денари, што значи дека е многу помала донацијата од едно кафе. И апсолутно заслужуваат, особено оние кои што најмногу се жртвува изминатиот период. Споменавме која сума е потребна. Колку пари досега се обезбедени и што доколку не го обезбедиме целиот износ? Така, од она што го имаме како информација, досега се обезбедени околу 16.000 денари, меѓутоа ова се средства кои што се собрани само од граѓаните. Веќе пројавуваат и компаниите интерес, што е секако за поздравување. Ние сме во постојана комуникација и со граѓаните и со компаниите во обид да им ја доближиме важноста на потребата да се поддржи генерално како да се поддржат доброволните пожарникари, така и доброволниот противпожарникарски сектор во државава како една важна алка во системот за управување со кризи. Доколку не се собере потребниот износ, секако ние ќе ја дисперзираме собраната поддршка на доброволните противпожарни друштва во помал обем, но искрено јас би сакал да зборуваме за едно поинакво сценарио, каде што ќе собереме повеќе средства, па еве да останат и пари во донаторскиот фонд кој што би ги намениле и да се докупи уште нешто, но генерално да ги инвестираме, односно да ги вложиме во едукација на младите. Пред се за превенција на пожари, меѓутоа еве што да направат доколку се случи некој пожар, како на најдобар начин може да се заштитат. Со оглед на тоа што пожарите во Македонија ни стануваат се
почести и поопасни и борбата со нив се потешка, верувам дека ќе имаме поголема потреба од сетоа. Да, млади ни се потребни. Пред малку ни беше гостин и Филип Стојков од синдикатот на противпожарната Скопска единица и сега последното прашање беше ни требаат млади, како да ги мотивираме кога имаме бројни предизвици. Се недостасува, како сега тие да влезат во професијата. Ве прашав за аспектите на обука, за сето она што се случува на терен, но не можам да не ве прашам како функционирате емотивно изминатиот период. Оваа професија бара и концентрација и отпорност на емоција. Сите сме ние луѓе од крв и месо и апсолутно не секогаш можеме да бидеме ладнокрвни, што се вели во различни ситуации, особено кога станува збор за човечки живот или имот. Тоа е одлично прашање исто така. Ние се трудиме секогаш емоциите, кога сме на интервенција да ги потиснеме, тие ако дојдат до израз, ќе не можеме да посветиме внимание на терен, ќе не можеме да посветиме внимание на сите луѓе што се инволвирани во гасењето на пожарите. Затоа остануваме во тие моменти, се изолираме. Но како се носите дома психолошки? Дома знаат нашиве, да. Нашиве родители, нашиве сопруги, нашиве деца. И за тоа треба да се говори, да. Тој момент е многу битен, да, виднина, да самите институции да ни укажат исто и поддршка од психолошки аспект. Абсолютно. Да. За да може да, пошто гледаме сцени кои за жал се непријатни за Затоа и прашав. Во моментов имавме до денеска пониски температури, разладување кое што одеше во прилог на гаснењето на пожарите, но ризикот се уште постои бидејќи имаме и нов топлотен бран. Во тој контекст, која е и пораката ваша до сите граѓани? Сите сме подеднакво одговорни во целата оваа приказна, а од друга страна, која е пораката до сите кои што треба да се вклучиме во кампањата? Пораката до граѓаните е да се однесуваме совесно во природата, да претежно апелираме до земјоделците и сточарите да не ги палат стрништата и да не палат простор за пасишта што и се потребни, ние тоа го знаеме, но со тоа ни прават за жал да загрозуваат целата животна средина, уништуваат животи на животни, уништуваат имоти и ги уништуваат нашите бели дробови. Затоа апелираме да се однесуваат совесно. Секогаш кога ќе видат чат, кога ќе видат некој таков настан, да се јават на броевите што се на противпожарната служба 112 или 193 и што да кажеме, децата да се однесуваат исто совесно, да не си играат со запалки, со шкорчење и така натаму. И апелирам до возачите кога ќе возат да не ги фрлаат од пушоците надвор. Што за жал е пракса. За жал е пракса, ама тоа на нас и на целото општество носи несогледиви последици. Апсолутно, да. Никола? Ја користам можноста да апелирам до бизнис заедницата да ни испадне во пресред тоа за нив е можеби мал трошок, ама за нас е тоа големо како Монт Еверест. И ќе ви олесниме во голема мера, да. Апсолутно. Да, убава порака даде Кирил, јас само ќе се надоврзам. Сега е моментот кога сме им потребни на доброволните пожарникари, луѓе со големо срце, со голема храброст, кои што без размислување излегуваат на терен во заштита на природата, не добиваат плата, не бараат никаква заслуга, единствено им е потребна опрема која што и досега единствено ја добиваат само преку донации. Она што е важно да знаат граѓаните дека секој ден роди за вистинската цел, без разлика колку и средства да собереме, тие ќе се искористат за вистинската намена. Затоа ги повикуваме на граѓаните на секаков начин да се вклучат, да не контактираат. Компаниите исто така без разлика дали станува збор за мали, средни, големи компании, секој од нас може да придонесе кон својата заедница и секој од нас реално има и свои квалитети кои што може да ги стави во функција на заштита и подобрување на нашите заедници, да им помогнеме на доброволните пожарникари. Јас би рекол да останат живи додека спасуваат животи, затоа што секој ден кој што е поминат без заштитна опрема на терен, значи ризик по нивниот живот. Ќе повторам сосема накусо, знам дека сме на крај. 143-333-opop.mk за сите оние кои што се заинтересирани, им требаат повеќе детали, насоки, connect.org.mk им стои на располагање. И не се минуваш еднаш говорник, цел живот говорник. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Ние секако ќе ве следиме и транспарентната намена на средствата ќе објавуваме и во утринската програма. Благодарам. Дефинитивно благодарам Кристина за поканата, благодарност на Македонската телевизија како јавен сервис кој што ги поддржува овие кампањи и што ни овозможува да допреме до пошироката публика. Благодарам уште еднаш.